Зборуваме за нешто што е поврзано со дигитализацијата на пазарот. Имено Бобан Милосавлевски вчера промовираше пазар за посредување на работникот со компаниите или одвивање на трансакции исклучиво преку интернет. Меѓутоа, она што треба да се одговори е, ќе го слушнеме директно од Милосавлевски, што значи оваа платформа, кому се ќе биде достапна и дали е нешто поразлично од она што веќе постои во Македонија и во Балканот. Бобан, добро утро, повели. Добро утро. Најпрво, Ватко, сакам да изразам огромно жарење што не можам физички да присуствувам во вашата емисија, особено по прекрасното поминато време минатото мое гостување. Ги поздравувам сите, целиот тим на утрински брифинг. Вчера го промовиравме Вендор, првата автоматизирана платформа за електронска трговија во Македонија. Што е Вендор? Вендор е платформа која овозможува брзо изработка на електронски продавници, поврзување со виртуелни посттерминали и банки, поврзување со карго компании и системи за следење на пратки, магазинско сместување и се што им е потребно на компаниите и физичките лица да можат да продаваат онлайн. Ова е прва ваква платформа во Македонија, па можеби на Балканот, со целиот свој габарит и со сите функционалности. Зошто го направивме ова? Во изминатите 5-6 години активно работиме и на македонскиот и на странскиот пазар во делот на електронската трговија и ги нотиравме главните проблеми и предизвици со кои компаниите се соочуваат кога сакаат да направат дигитална трансформација. Со помош на тим од 20 програмери од Македонија и Србија седнавме и решивме дека ќе најдеме решение за сите оние потешкоти кои им се јавуваат на компаниите, особено на оние кои немаат свој IT сектор, кои немаат свој маркетинг департмент. Платформата им овозможува брза трансформација на компаниите, го крати времето за изработка на електронска продавница од, да речеме, 1 месец на само неколку клика. Сите процедури кои се со банките, седнавме и ги договоривме, им кажавме, на луѓето им треба брз пристап до виртуелен посттерминал, се со цел да се намали и сивата економија. Ја видува потребата, ја видува можноста и со тоа го возможија. Значи, целата оваа папирологија, целите оние процедури кои траеа по 2-3 недели кај нас е само на неколку клика. Се е автоматизирано, се е поврзано на компаниите или на физичките лица, им возможуваме само да се фокусираат на сопствениот бизнис, односно на производите кои сакаат да ги продаваат. Сите оние технички предизвици ги презема платформата Вендор. Официјалното лансирање е предвидено да се одвива на 1 септември. Во периодот веќе имаме компании кои работат на пресел фаза успешно на платформата, така да во следниот период ќе има многу нови евенти, ќе има и отворени денови за дизајн, отворени денови за маркетинг, отворени денови за продажни стратегии. Ќе работиме како клуб заедно со компаниите и ќе им помогнеме да ги остварат своите продажни таргети. Бобан, веројатно испуштив можеби на почетокот, дали ова наменето само за македонскиот пазар или? Не, вака, значи платформата нативно ќе се лансира во Македонија, бидејќи ние сме и некоја врста на локал патриоти, сакаме успешните практики да ги почнеме од тука, но предвидено е лансирање и во Србија, и во Бугарија, а се надеваме и во Албанија и Косово. Пазарот е отворен, балканскиот пазар е особено интересен и има посебни барања во однос на оние западноевропски земји кои имаат и останати методи на плаќање, на пример, имаат многу развиени сектори за логистика и достава. Така да тука малце има поголем предизвик во однос на другиве земји, ќе се обидеме што е можно повеќе и со што е можно поголем број на стратешки партнери електронската трговија да ја доведеме до рангот каде што е местото, односно каде што заслужува. Електронската трговија е значаен фактор во развојот на еден бизнис. Пандемијата со COVID-19 го истакна тоа и се појави алтернативен приход кај компаниите, но електронската трговија сама по себе не смее да биде алтернатива, таа треба да биде приоритет на секој инвестиционен план на една сериозна компанија, бидејќи како што напоменав и минатиот пат, оние компании кои ќе изградат конкурентна дигитална слика ќе успеат на пазарот. Сите оние кои нема тоа да го направат навреме ќе имаат сериозни потешкоти во одржувањето на целиот тој бизнис. И бидејќи делува на доста сложен ланец, на една голема мрежа на компании кои што ги нудат нели и своите услуги, а вие сте на некој начин посредувачи помеѓу компаниите
и клиентот, како се врзани овие активностите на сите овие компании? Значи вака, најпрво морам да кажам дека сите банки кои нудат онлайн плаќање во Македонија се наши соработници и стратешки партнери. Понатаму остваривме стратешки партнерства со останати методи на плаќање како Diners клубот, сите карго компании исто така влегуваат во целиот процес. Имаме одлична соработка со Асоциацијата за е-трговија, така да оние практики кои овозможуваат успешна онлайн продажба, кои ние ги забележавме во изминатиот период, ќе се обидеме на секаков можен начин, без разлика дали станува во директно посредништво, дали станува збор за менторинг или пак за партнерска соработка со компаниите, да им ги пренесеме и да им помогнеме да ги имплементираат во нивните начини на работа. Така да и со овие 30 компании кои на присејл фаза да се регистрираа на вендор платформата, успешно соработуваме, ние им помагаме во форма на консултации, во форма на техничка поддршка. Платформата е целосно автоматизирана. План ни е до 2023 година да им овозможиме на компаниите да немаат потреба од ниту еден друг софтвер, ниту за финансиско работење, ниту за магазини, ниту за водење продавници, туку сите тие операции да ги водат преку нашата вендор платформа. Се случува да компаниите, знаете, бидејќи во различен период имплементирале различни програми, да меѓу себе не им функционираат, не се синхронизирани, имаат голем проблем. Се јавуваат и проблемот со двојното книговодство, со лошото менаџирање со продавници и магазини, така да вендор платформата ги решава сите овие проблеми и тоа на многу елегантен и многу лесен начин. Вендор платформата е, така сакам да кажам, хоумпејџот на сите компании кои сакаат да се занимаваат со електронска трговија. И оние кои што се конзумери, кои што се корисници на овие услуги, освен што ќе добијат еден побрз пристап до услугите на компаниите, кои други привилегии ги добиваат? Од секогаш ми сметало да морам да паметам многу пасворди, да се логирам на различни страници со различни акаунти. Во Вендор измисливме Multipass, тоа е универзален логин во сите електронски продавници кои се на Вендор платформата. Тоа значи дека купувачите ќе можат многу лесно во еден акаунт да ги чуваат своите омилени производи, да ги чуваат своите, не знам, wish листи и така натаму, ќе може да собираат поени, ќе можат да преку лојалти програмите на компаниите да добиваат дополнителни попусти, веднаш после лансирањето го пуштаме и првиот интерактивен маркетплейс во Македонија. Да речеме дека сте компанија или пак сте физичко лице што нема потреба од електронска продавница, но имате добар продукт или услуга, во интерактивниот маркетплейс ќе можете преку лайв аукции, преку лайв презентации да си го продадете тој производ за кој што сметате дека има вредност и може да се пласира на пазарот. Таму ќе има таму ќе има и да речеме целосни распродажби на одредени типови на производи и категории во одреден период. Се ќе биде поврзано директно со купувачите. Целта е да им помогнеме и на брендовите и на купувачите да најдат еден common ground, една заедничка платформа на која што ќе може успешно да комуницираат и да градат понатамошни партнерства. Во време на финансиска криза особено е битна релацијата помеѓу компанија и клиент. Односно, оние клиенти кои се чести муштери, компаниите морат да ги наградат на некаков начин. Така да ние во Вендор таа политика и таа практика сакаме да ја пренесеме на компаниите. Добро, како услуги, сигурно дека компаниите кои што ќе сакаат да ги користат услугите на Вендор ќе плаќаат некаква ценарина или слично, тоа е секако ваша цена, ваши договори. Меѓутоа, кога е во прашање корисникот, кога е во прашање клиентот за да пристапи кон овој електронски пазар, ќе се наплаќа учество на конзумерот или не? Учеството на купувачите, на крајните купувачи и целата нивна активност на Вендор платформата е бесплатно, 100% бесплатно. Баш и од наша страна ќе има дополнителен ангажман од страна на компаниите да возможиме што е можно поконкурентни цени и што е можно поголеми бенефиции за крајните купувачи. Бидејќи за крајот од денот крајните купувачи, оние луѓе кои пазаруваат онлайн, нема електронска продажба. Тие се моторот и тие се двигателот на се што ќе се случува во идниот период. Така. Добро, Бобан, во овој краток разговор, во овој информативен разговор во однос на тоа што е Вендор, се запознаваме со оваа платформа.
рече дека некаде во септември ќе биде пуштена во употреба. Вака, вчера 23 имавме прво официјално представување на кое што присуствува сите представници на банки, карго компании, медиумски работници и релевантни IT фактори. Во следниот период е причинен фазата до 23 јули. Потоа, во последниот месец работиме со оние компании кои се нови на платформата и ги изработуваат електронските продавници и целата таа продажна стратегија. Последната недела од август имаме отворени денови кои ќе ги правиме најверојатно некаде низ Скопје со потенцијални купувачи и со потенцијални заинтересирани членови на вендор. Ги му објаснуваме како се креира електронска продавница, кои се сите стратегии и дополнителни механизми кои треба да се научат. А официјалното лансирање на платформата е на 1 септември. Потоа, веднаш во втората половина на 1 септември го пуштаме и тој интерактивен маркетплейс. Добро. Бобан, јас ќе ти се заблагодарам за овој разговор. Ќе имаме прилика повторно да и директно, зошто да не, да ја провериме работата на вендор од овде од студиото. Благодарност. Ти благодарам уште еднаш. Поздрав до целата екипа и се гледаме во следниот период.